Општина Газибаба изготви локална стратегија за превенција од насилен екстремизам, која, како што велат од локалната самоуправа, ќе биде водилка и ќе дава насоки согласно утврдените стратешки приоритети во која насока е потребно да се делува во иднина. Нашата основна цел, кон која мораме да сториме напор да допреме се младите и само така ќе успееме да го спречиме напредокот на насилниот екстремизам во Република Македонија. Порача денеска градоначалникот на општината Бобан Стефковски, кој утрово заедно со Максим Димитриевски се обратија и споделија искуства на регионалниот настан за размена на тема прекогранична соработка за градење отпорни заедници, вмрежување и размена на најдобри практики за превенција и спротивставување на насилен екстремизам и рехабилитација и реинтеграција. Во справување со насилниот екстремизам клучни се двете донесени државни стратегии, а тоа се Националната стратегија за сузбивање на радикализацијата и насилниот тероризам и Националната стратегија за борба против тероризмот, истакна првиот човек на Газибаба. Стефковски потенцираше дека мора да се нагласи важноста на единиците на локалната самоуправа, како основна клетка во функционирањето на уставниот поредок на Република Македонија. Ако општините се една од клучните алки во синџирот на спречувањето на насилниот екстремизам, тогаш во самите општини тоа место го има локалниот совет на превенција, потенцираше Стефковски. Општина Центар информира дека распишува јавен повик за доделување субвенции на младите жители на општината за полагање на возачки испит Б категорија во автошколи регистрирани на подрачјето на Центар. Овој повик е отворен на 25 февруари 2025. Ке трае до исцрпување на средствата од општинскиот буџет, најдоцна до 31 декември 2025 година. Како што соопштуваат од општината, право на субвенција имаат сите млади лица кои во текот на оваа година ќе наполнат 18 години, односно родени се во 2007 година, живеат на подрачјето на општина Центар најмалку една година. Субвенцијата изнесува 10.000 динари. Може да се користи единствено за полагање на возачки испит во автошколи кои се регистрирани во општина Центар. Обуките на младите за безбедно учество во сообраќајот се од голема важност за нас. Младите лица кои сакаат да управуваат возило мора да имаат возачка дозвола и да бидат одговорни возачи за да можат да учествуваат безбедно во сообраќајот. Возењето без возачка дозвола во Центар е недозволиво. Преку оваа субвенција ќе помогнеме во координација со автошколите од општината да се обезбеди најквалитетна обука за сите млади кои ќе запишат часови. Безбедноста на нашите граѓани, особено на младите, е приоритет, да возиме совесно, истакнува градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Од општината информираат дека доставата на барањата се врши во архивата на општина Центар, барака број 6 од 9 до 15 часот, со приложување на следните документи: барање за субвенција, копија од лична карта, копија од трансакциска сметка, доказ за извршена уплата во автошкола и доказ дека автошколата е регистрирана на подрачјето на општина Центар. Во средното училиште на град Скопје, браќа Миладиновци пуштена е во употреба нова сензорна соба, која ќе им овозможи поинклузивен тек на образовниот процес на средношколците со попреченост од нашите скопски училишта, информираа денеска од град Скопје. До сега град Скопје опреми сензорни соби во повеќе градски средни училишта. Проектот продолжува да се реализира во сите 23 средни училишта на град Скопје, со цел креирање на инклузивна средина за сите скопски средношколци, информираат надлежните. Град Скопје во континуитет ги реализира активностите со кои е предвидена поддршка за средношколците со попреченост, преку имплементирање проекти кои имаат клучна улога во подобрувањето на благосостојбата, обезбедувајќи безбеден и удобен простор прилагоден на нивните секојдневни потреби, се наведува во соопштението од град Скопје. Градоначалникот на општина Кисела Вода Урце Ѓорѓиевски на почетокот на своето денешно обраќање пред Советот на општина Кисела Вода, каде што се усвоија кварталните извештаи, истакна дека денес, за разлика од минатото, не се позајмува, туку се инвестира. Во своето излагање, Ѓорѓиевски ја истакна трансформацијата на општината во изминатите 3 години, посочувајќи ги рекордните финансиски резултати и историските капитални инвестиции.
2023 и 2024 година се години со највисоки капитални инвестиции во историјата на нашата општина. Истовремено, 2024 е годината со највисоки приходи, остварени во буџетот споредбено со било кога во минатото. Ги срушивме старите лоши навики на моите предходници, ја запревме праксата на непланирани трошења и создадовме модел на развој кој гарантира стабилност и раст, истакна Ѓоргиевски. Тој посочи дека се работело домаќински, се скратиле сите непродуктивни расходи, но истовремено се зголемиле приходите. Реализираните приходи во консолидираниот буџет за 2024 се за 38% повисоки во однос на 2020 година, односно за 287.541.464 денари повеќе. Во 2020 предходната власт користеше кредит од 54.451.735 денари, кој сега ние го враќаме. Без тие средства, разликата во нашето работење во предходната година изнесува 341.993.199 денари повисоки приходи, истакнат првиот човек на кисела вода. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски вчера беше дел од донаторскиот настан за поддршка на националните роботски тимови, организиран од STEM Академија, која е единствената глобално акредитирана организација за STEM образование во земјава. Заедно со домаќинот и водител на настанот Сашко Коцев, на еден забавен начин ја прославивме моќта на упорноста, храброста да се сонува и силата на младите умови, кои никогаш не се откажуваат. Навистина сум среќен што имав можност да ги запознаам членовите на Space Walkers тимовите и одблизу да ги видам роботските креации што децата ги изработија во изминатиот период и со кои ќе учествуваат на глобалната светска роботска олимпијада, која ќе се одржи во април на Крит, Грција. За пофалба е вели Герасимовски постигнатиот минатогодишен успех, кога во конкуренција од 1450 тимови во 19 категории младите таленти освоија прво и второ место, што е показател за нивната посветеност, инвестирање безброј часови во дизајнирање, тестирање и подобрување на роботите. Општина Центар го препознава квалитетот, го вреднува трудот и затоа континуирано дава финансиска поддршка на програмските активности на оваа фондација, истакнува првиот човек на општината. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно